Инвентивно, во штип за денот на поезијата, Шолја кафе се плаќаше со стихови. Секој присутен овде во Оматис своето кафе ќе го плати на тој начин што ќе напише поезија. Односно во моментот оние чувства што го исполнуваат ќе ги искажи на едно парче карта. На овој начин дневната кафе шема стана причина за креативност. Младите да сватат дека поезијата, културата е многу битен дел од животот, многу важен дел од животот, за да може секој млад со изразување на своите чувства на парче хартија да може да си го плати кафето и со тоа да го мотивираме малку повеќе да размислува и да ги изразува своите чувства во текот на целата година. Намера на организаторите беше поезијата да стане секојдневна навика на младите, исто како и пиењето кафе. Токму на овој начин овозможивме кај младите да ја промовираме поезијата, за повеќе да се чита поезија и поезијата да стане составен дел од нашето живење. Така на овој начин планираме да ги спроведеме и следните настани кои што ќе бидат токму за оваа целта да ја промовираме поезијата како македонската така и светската поезија. Напорите не беа попусто, зашто со кафе и поезија денес се дружеа многумина. Пак мислам дека е добро еден ваков настан. Насто тоа се подигнуваат младите да пишуваат нешто, да бидат покреативни. Во секој поглед е добро вака да се ангажираат младите, да се даде идеја, некој можеби ќе продолжи после ќе се заинтересира. Плати кафе со поезија е експериментален проект, но судејќи според одзивот, веројатно е дека истиот ќе прерасне во традиција.